Октомври е месец кој треба да ја подигне свеста за борба против рак на дојка. Бројките, според лекарите, не треба да служат за заплашување на населението, туку за подигнување на јавната свест кај женската популација, дека болестите на дојката може да се превенираат и рано да се откријат. Бројките сами по себе според нив се незначителни ако се земе во предвид траумата, емоциите и патешествијата што ги поминуваат жените кај кои е дијагностициран рак на дојка. 62 годишната Ружа Стојмилова од село Горни Подлог на своји 48 години при случајен самопреглед забележала промена на една дојка. По прегледот лекарите и констатирале дијагноза канцер, пошто веднаш ја пратиле на операција. Иако сериозно за незиното здравје, сепак Стојмилова не се предала на болеста, туку издржала до крај без да испаничи и да падне во депресија. Мора да се соочиш со реалноста и да идеш напред. Јас воопшто не западна во депресија. Си реков тоа морам и можам да го пребродам. И така и направив. 15 година до операцијата, еве, ми се чини дека добро изгледам. И се чувствувам добро. Многу е важен само прегледот. Жените секојдневно на туширање треба да си прават само преглед. Незината борба сега продолжува со терапии и прегледи. Таа е активен член на Канцер асоциацијата Животна искра, чиј претседател е пејачката Виолета Томовска, која исто така ја победила битката со ракот. Здруженијето има повеќе активности со цел да им се помогне на жените кои се соочуваат со истите проблеми. Пред некој ден имавме прес со доктор Митко Караѓозов, кој ни извести за моментната бројка на заболени. Значи, од 700 до 750 илјади, 750 жени ново заболени на ниво на Република, да. Мислам дека бројката е алармантна и дека треба да се превземе нешто. И дека во подеме се цистите на женските органи. Минатата недела бевме на отворање на ателје за уникатен накид на наши членки, што туку оперирани. Се работи со посебно внимание секој дел од накидот. Тоа е за да се сврти вниманието да не се мисли во болест. Инаку од година во година се намалува старосната граница на заболени, што значи дека и кај девојка од 20 години возможно е да се детектира малигнумна дојка. Американската асоциација за борба против рак дава 3 основни препораки за намалување на бројката и рано откривање. Поведување самопреглед кај секоја жена после 20-та година, еднаш месечно. Клинички преглед од лекар од 20 до 39 години, еднаш на 3 години. А после 40-та, еднаш годишно мамографски скрининг.